Почитувани медиуми и сограѓани, благодарно за вашето присуство овдека. Ние би сакале, ние сме Сдруженијето на оштетени штедачи на Евростандард банка. Еве се собравме тука да дадеме поддршка на првото рочиште на правдата кое се одржа денес во собранието овдека, организирано од Комисијата за буџетски прашања, предводена од Тимчо Муцунски. Денес, како што знаете, како што најавивме претходно, на првото рочиште на правдата, како што ние сакаме да го нарекуваме, се присутни гувернерката Анита Бежовска, Трифун Костовски, имаше представник од нашето здружение и представници од финансиска полиција и правобранителство. Значи, на самата надзорна расправа се дискутира, значи ние обезбедивме прашања што беа поставени на испитаниците, еве да ги наречам, и се надеваме дека на овој начин ќе го започнеме одот кон правдата, кон наоѓање правда на овој криминал што е направен врз нас. Сите овие луѓе овдека во време на пандемија, кога секој гледа да се изолира највеќе што може, ние имаме мака и мора да се собираме вака на овој начин за да доведеме до знаење на јавноста за криминалот кој што е направен врз нас. Се надеваме дека нашето барање е се уште исто и се надеваме дека ќе се излезе во пресред нашите барања, а тоа е да се најде начин да не обештетат. Рочиштето прво на стечајната постапка се одржа претходната недела. Ние дополнително поднесовме во Уставниот суд иницијатива да во стечајната постапка се смени редоследот на обештетување. Сега, како што знаете, по закон дека е фондот за обештетување прв, но спрема извештајот што го прочитавме од стечајниот управник, доколку фондот се исплати во целост, за нас не останува ништо. Ние тежиме моментално 36 милиони евра. 24 физички лица, 12 правни лица кои не добија никакво обештетување, зашто нели таков е законот. Се надеваме пак дека ќе се излезе во пресред на нашите барања и овие барања ние ги имаме зашто е направен криминал над нас. Цело време Народна банка, значи во изминатите години била во супервизија, гледала дека се случува тоа, но преземала нешто што е многу доцна и нешто што не го спречи криминалот над нас. Очекувате некаква разврска од целиот процес на наредниот период? Па како што кажав, ова е прво рочиште на правдата, очекуваме тука да не се застане. Јас имав прилика дел од расправата да ја гледам, значи се спомна фирми кои се во собствеништво на луѓе од власта, од политичките партии, и се надеваме дека ќе се постапи по тоа и дека ќе се расчистат тие, како да кажам, неправилности во целата таа работа. Значи кредити биле давани неповратни на буквално на кој стигнал земал кредит. Збориме за правни лица. 17% од кредитното портфолио на банката кај правните лица е тешко наплатливо. Многу кредити се без покритие, без оставен процент што банката треба да го чува кај Народна банка за тие кредити, така да се надеваме дека ќе излезат сите работи на виделина и ќе се најде решение, зашто не може јавноста да очекува дека ќе се почитува законот за банки во овој случај, зашто законот за банки не бил ни почитуван. Да бил почитуван, ќе се спречел овој криминал кој бил со многу помали суми, а не до овие вртоглави суми. Значи криминалот е 60 милиони евра.